Адвокатите на американскиот председател Доналд Трамп соопштија дека тој во писмена форма одговорил на прашањата на специјалниот советник Роберт Мулер за наводното мешање на Русија во изборите во 2016 година. Во изјавата што ја даде адвокатот Руди Џулијани, исто така се потврдува позицијата на Трамп дека тој не направил ништо лошо. Специјалниот советник доби повеќе од 30 сведоци, 1.400.000 страници материјал, а сега и писмени одговори од председател. Време е да се затвори ова прашање, наведува Џулијани. Давањето на писмените одговори на Трамп е голем чекор во неколку месечните разговори меѓу адвокатите на Трамп и следниците на Милер. Во еден момент Милер бараше лично интервју со Трамп, но адвокатите го советуваа председателот да не го прифати тоа. Доколку Трамп не се согласеше на писменото сведочење, се можеше да заврши пред Врховниот суд. Трамп пак деновиве изјави. Во изјавата објавена од другиот адвокат на Трамп, Џеј Секулов, се наведува дека правниот тим нема да издаде копии од прашањата и одговорите. Во мај 2018 година Милер ја презеде истрагата од FBI за соработката на советниците на Трамп со руски функционери за време на изборната кампања. Од тоа време 7 лица се изјаснија за виновни или биле осудени за овој случај, вклучувајќи го и поранешниот председател на кампањата на Трамп и неговиот поранешен советник за национална безбедност. Исто така обвинети се уште 26 лица, заедно со 3 руски компании. Трамп постојано негира дека сторил нешто лошо. Трамп се приклучи на листата на поранешни председатели кои беа испрашувани како дел од кривичната истрага меѓу нив и Џорџ Буш и Бил Клинтон. Американските разузнавачки агенции заклучија дека Русија се мешала во изборите за да ги поткопа шансите за победа на демократскиот ривал на Трамп, Хилари Клинтон.